значи ако не ви е пријатно, не ја вклучувајте камерата. Се разбира, работилницата јавно се објавува на ПХВ YouTube каналот и според тоа никој друг нема право да ја снима работилницата. Ќе ве замолам да бидете на мјут доколку не зборувате, да не го пречеме текот на работилницата и предавачот, доколку добро, значи следат 10 благодарници за сите што 10 работилници ќе посетат. Тоа затоа би ве замолил да не користите лажни имиња, затоа што работилниците се прилично интерактивни и предавачите ве прозиваат и тоа би било добро да ве прозиваат по име. Ако сакате нешто да прашате, кренете го вашето виртуелно раче и доколку процениме дека непристојно се однесувате, ќе бидете отстранети и ќе немате можност повторно да се вклучите во работилниците. Сега да кажам збор два за ПХВ програмата, каква таа беше и каква е сега. ПХВ програмата е наменета за млади, таа трае повеќе од 20 години. Преку неја се обучуваат млади како да работат во заедницата, да ги лоцираат проблемите и да прават проекти преку нив да решаваат одредени проблеми во заедницата. Па сме имале, не знам, учење на јазици, учење за напишување, сме имале вадење на лични карти на државјанства и така ред други многу важни работи за многу луѓе. На годишно ниво имало некаде 150 проекти, што значи многу луѓе биле помогнати и многу млади научиле многу работи. Имало менување на дневна рутина, активности во заедницата, помош, зајакнување на лични капацитети и промоција на мир. Меѓутоа, поради ковид ситуацијата, ние преминавме во еден модел кој што е безбеден за сите, тоа е онлайн моделот тука каде што сте сега. Со тоа што нашиот тим е составен од многу инструктори, многу од нив имаат различни експертизи, јас тука сакам да ги поздравам, тие се присутни сега. Тука се Весна, тука го видов Миро, ја видов Ваља, не знам кого Валентина ја видов, го видов Орце, кој што претходната работилница ја држеше и така натаму. И решивме овие, затоа што се експерти во своите, да кажам, подрачја, зошто да не го споделат тоа знаење со нас. ПХВ програма за дисеминација, така што те ќе реализира 40 работилници во 2021 година, секој четврток. Денес, верувале или не, 16 работилница, што значи дека брзо оди темпото и се е супер и сите сме задоволни. Различни теми се поминаа до сега, се помина вештачка интелигенција, вовед во психологија, драмата како начин на уметност, за рок музика и рок поезија, анксиозност и ред други многу интересни теми кои што можете да ги најдете во нашиот канал. Остануваат уште многу други интересни теми, како вовед во филозофија, во партнерски односи, комуникација и многу други интересни работи. Денес една од тие интересни теми е здравствена култура. За нејзе ќе не зборува Јоци или исто така Јован Касион Доленц, која што е медицински лаборант, изработува декоративни ароматизирани свеќи. За ова, Јоци, ќе те замолам тебе после да ни кажеш и да не посочиш каде може да ги најдеме и да ги видиме. Та исто така чита книги на мали деца, е ПХВ инструктор, е исто така, од што знам, основател на Вдиши театар во Охрид и блиску бев, мислам. И тука пишува она што гасеницата го нарекува крај на светот, мудриот човек го нарекува пеперутка. Повеле, Јоци. Може да продолжиш ти. Да, ти благодарам, Мухамед, за супер најавата. Да, јас сум медицински лаборант и токму денеска се наоѓам на моето работно место. Ви се јавувам од Центар за јавно здравје од Охрид, поточно од Оделението за лабораториска дејност, односно од микробиолошката лабораторија. Таму го поминувам поголемиот дел од моето време и можам да кажам дека премногу си ја сакам својата работа и уживам додека сум на моето работно место. Меѓутоа, покрај својот професионален ангажман, јас мојата дневна рутина си ја збогатувам со многу други активности, како што кажа, изработувам свеќи, заедно со својот сопруг и со своите деца тинејџери, од кои што мислам дека едниот ме следи, здраво Лука. За свеќите мислам дека ќе имаме една работилница за неколку месеци, тогаш и поточно ќе научиме сите заедно како можеме сами дома да се изработуваме свеќи, така да секој ќе има можност да се направи своја свеќа, па да си
да си го украси својот дом со една таква креација. Сакам да читам книги на мали деца и тоа го правам исто во Црвен крст. Работам со дечиња од 4 до 7 години на кои што им читаме книги на англиски јазик и им ги преведуваме на македонски, значи развиваме љубовта кон книгата и повеќе од 15 години работам со младинци. Некаде последните 8 години сум дел од ПХВ програмата, на почетокот како дисеминатор, а сега како инструктор. Друго што би можела да кажам за себе, ајде да започнеме денешнава тема. Денешнава тема ќе ја разгледаме од повеќе аспекти, сите поврзани од страна на медицината, бидејќи насловот на оваа работилница е здравствена култура. Би сакала на сите да ви кажам едно добре дојде на оваа ПХВ едукативна работилница број 16, како што кажав, темата е здравствена култура. Пред да почнеме заедно, значи да си ги разгледуваме слайд по слайд, да разгледуваме презентацијата, јас сега би сакала да ве замолам да споделите со мене какви очекувања имате. Ве молам, можете вашите очекувања да ги напишете во чет или да кренете раче, па Мухамед и Алекс ве молам да ми помагате, бидејќи како што разбравте од моето интро, дечки, јас не сум наставник, така да ако случајно некој го игнорирам, уште сега ви се извинувам. Така, можеме да почнеме, Мухамед, со очекувања, така. Додека Мухамед го отвара првиот слајдиоци, ти благодарам многу. Супер е дека се јавуваш од своето работно место, Институтот за јавно здравје. Еве, јас ја користам оваа можност, бидејќи не знам колку време ќе останат со нас, да ги поздравам волонтерите кои што се во Борис Трајковски во Скопје, кои што моментално не следат, видов дека се вклучени, со Ана Францек и со Марко Дабевски, кои што се на вакцинација. Дел од нив има можност да ги видат таму, така да, дечки, ви благодарам што не пратите, што не слушате и што ја правите одличната работа таму каде што сте. Тие се во Скопје, но имаме и други волонтери низ цела наша држава кои што навистина со знакот на Црвениот крст кои што го носат и помагаат на целата наша земја и заедница да се олесни овој процес во заедницата. Фала ви многу, дечки. Супер. Јас првата своја вакцина, јас се вакцинирав и првата своја вакцина ја примив во Скопје, во модуларната болница направена до инфективна клиника и навистина имав прекрасна можност да запознам две девојки од Црвен крст кои што не спроведаа насекаде и мислам дека ми ја одзедоа тремата во една секунда. И јас во моментов оваа недела, односно, сум присутна во спортската сала Билјанин избори во Охрид, каде што помагам при вакцинација, како професионалец овај пат, не како волонтер на Црвен крст, односно учествувам во вакцинирање. Сега да продолжиме со нашата работилница, односно да ги започнеме нашите очекувања. Би сакала да научам, Анастасија вика дека би сакала да научам зошто кружат толку негативни предрасуди за квалитетот на здравството во Македонија. Значи, да научиме нешто за предрасудите, односно да научиме какво здравство имаме во Македонија, ако можеме да речеме, да го формираме такова очекување. Колку сме освестени за здравствената култура. Очекувам дека ќе научиме сето она што спаѓа во здравството, барем мал дел, што се спаѓа во здравство, да научиме повеќе во областа на медицината, па и поголема помош за тие што учиме медицина. Одлично, јас претпоставував дека денеска ќе има и младинци кои што учат медицина, па така да чувствувајте слобода да пишувате во чет, да прашувате, да давате свој мал придонес кон оваа работилница. Наташа Недановска вика дека моите очекувања се да се крене свеста за здравствената култура на начин како ние да помогнеме во тоа. Одлично. Да дознаеме повеќе за тоа како да ја подобриме својата здравствена култура, значи нашиот придонес кон здравството.
Се надевам дека во денешно време сме посвесни и ја се надевам, Ана Марија, меѓутоа секогаш постои можност, јас барем така сметам, да бидеме уште подобри. Убаво да си го поминеме времето и да научам нешто повеќе, вели Симона. Душица, убаво да си поминеме, Евгенија, како да ја подкренеме нашата здравствена култура, да сме посвесни и посовесни. Одлично. Што значува здравствена култура? Токму за тоа ќе разговараме денеска. Да уживаме, да научиме колку значи здравството за луѓето. Одлично. И уште ова би можело да биде имаме очекување, имаме уште место или како сме? Не можам да ја видам таблата, да. За ова. Јоци, имаме место и Кристијан Марковски крена рака, мислам дека он сака да каже нешто. Да. Уште ова да го прочитам. Ајде кажи, Кристијан, повели. Само да спуштам рачето. Сакав да те замолам на крај на работилницата, ако имаш можност да не прочиташ низ лабораторија. Би можела да ве прочитам, можда ќе треба да се уклучам од мојот телефон. Да, би било добро, доколку имаме време, само те молам потсети ме. Мартин Наневски вика колку можеме да ја кренеме свеста кај граѓаните, дека колку почесто ги примаат лековите, толку побрзо ќе оздрават. Значи, повеќе за користење на лековите. Мислам дека се доволно очекувања и сите се во насока на она што јас ќе го зборувам во текот на оваа работилница. Би можеле да ги прочитам уште еднашка. Мојов екран е многу мал, би те замолила, Мухамед, ако може малце да ги зголемиш, како да ја промениме нашата здравствена култура, како да ги користиме лековите, да дознаеме какво е здравството тука, убаво да си поминеме, колку сме свесни за здравствената култура, што спаѓа во здравство, што значи здравствена култура, да научиме повеќе за областа на медицината, колку е тоа важно и да ги мислам дека уште првото розово, не можам да го прочитам, да ги подигнеме, да се подигне свеста за здравствената култура. Што можам јас лично да направам? Што можам јас лично да направам? Одлично. Супер очекувања. Би можеле сега да одиме на следниот слайд, Мухамед, за да ги прочитаме моите цели кои што јас ги поставив за оваа работилница. Тоа се, најпрво ќе зборуваме за здравјето. Како се дефинира здравјето, што се факторите кои влијаат врз здравјето на еден човек, како е организиран здравствениот систем за да ни овозможи зачувување и подобрување на нашето здравје. Сето тоа ќе не одведе до одговорот на прашањето што е тоа здравствена култура, а потоа ќе зборуваме малку повеќе за микроорганизмите, впрочем јас таму работам, прва другарка сум со микроорганизмите, па би било малце нефер да ги спомнам, да не ги спомнам. И на крај ќе зборуваме за кои инфекции се пренесуваат кај младите, односно како младите се ги пренесуваат микроорганизмите, на кој начин и што би требало да престанеме да го правиме. Пред да преминеме на следниот слайд, би се задржала малце тука и сакала да ве прашам, бидејќи такво очекување имаше и од вас, а и тоа е една од моите цели, би сакала да ве прашам во чат, ако можете да напишете, што за вас представува здравје. Ево имаме негдека 30 на секунди, напишете со еден збор, со два збора, што за вас представува здравје. Која е првата асоциација што ви паѓа на памет кога ќе се спомне зборот здравје? Приоритет, грижа за нашето битие, превенција од болести, живот, комплетност, физичка, ментална и емоционална нега. Здравје представува да се храниме здраво, ментална, физичка, духовна состојба, спокој, отсуство на болест, грижа за себе си, најважно нешто во животот, имунитет, вредност, се што треба
да работат со телото, грижа за телото, умот и душата, да се движиме. Одлично. Сите овие работи што вие ги спомнавте влегуваат во онаа дефиниција која што е запишана на следниот слайд. Мухамед, можеме да одиме на следниот слайд. Всушност сега навлегуваме во дефиницијата за здравје. Светска здравствена организација дајава своја дефиниција за здравје, а тоа е дека здравјето представува состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсуство на болест и на телесни недостатоци. Сега, тоа значи дека подеднакво се важни и физичкото и менталното здравје. Месец мај е месец мај представува месец кој што е посветен на подигање на свеста за менталното здравје. Во оваа презентација ќе зборуваме многу малку за менталното здравје, повеќе ќе зборуваме за физичкото здравје и за здравјето воопшто. Меѓутоа, ако некој е заинтересиран за оваа тема или ако има некои проблеми и бара некој совет, ќе ве молам после работилницата да ми напишете во чет, а јас ќе пробам да ве пренасочам и да побарам совет од моите колешки техави инструктори, психолози. Значи, како што спомнав, здравјето представува состојба на целосна физичка, психичка и социјална благосостојба, а не само отсуство на болести и на телесни недостатоци. Но доброто здравје е она што се стремиме сите ние. И то не само како поединци, туку сите заедно како една заедница. И затоа овој, например, ако еден поединец е здрав во една средина каде што повеќето се болни, тогаш голема е веројатноста тој поединец кој што е здрав да добие, односно неговото здравје понатаму да се наруши. Да речам дека здравјето на една заедница пак и се мери со просечниот животен век на еден поединец, односно на поединците кои што ја формираат таа заедница. Например, животниот век на еден просечен човек во Австралија изнесува 73 години. Во исто време пак и животниот век на еден просечен македонец изнесува 77 години. Дали ја гледате оваа разлика? Меѓутоа и тоа не е толку страшно и лошо, бидејќи просечниот животен век на еден македонец пак и пред 10 години била за 4 години помала, значи 73 години. Така да, ако погледнеме околу нас, ако ги погледнеме нашето семејство, нашите роднини, пријатели, ќе видиме дека сите луѓе не се подеднакво здрави. Тоа е условено од социоекономската состојба на поединецот, а тоа е неговата финансиска состојба, нивото на едукација, работата што ја работи, етничката припадност, социјалниот статус. Со други зборови, здравјето на еден човек пак ќе зависи од условите во кои што се раѓа, во кои што расте, живее, работи и старе. Кој ги создава тие услови? Тие услови ги создава државата. Таа одлучува колкав буџет ќе одвои за здравството и какви ресурси ќе понуди на располагање. Под ресурси подразбираме нели здравствени работници, здравствени установи, така натаму. Сега со взаемна интеракција и комуникација помеѓу поединецот и државата, сите заедно го градиме здравствениот систем. Значи, здравјето не зависи само од поединецот, не зависи само од заедницата, не зависи само од здравствениот систем. Сите ние заеднички, ако работиме, да го подобриме сето ова, ќе го подобриме и нашето лично здравје и колективното здравје. Можеме сега да одиме на следниот слайд. Полека се приближуваме кон сето она што представува здравствена култура. Пред сето тоа да го дефинираме,
би сакала да го зборуваме малце за факторите кои што влијаат врз здравието. Мислам дека во кога ве прашав што значи здравие, вие имавте напишано некои работи кои што вие ги правите или кои што се фактори за подобрување или зачувување на нашето здравје. Постојат фактори кои што се неменливи и кои што не можеме да ги смениме, меѓутоа можеме и текако да се прилагодиме кон нив и да си го зачуваме или подобриме нашето здравје, а тоа се факторите како возраст, значи не можеме да влијаеме врз возраста, како пол, значи не можеме да влијаеме врз нашиот пол, и генетскиот наследен материјал. Зошто се овие важни? Овие се важни затоа што различни возрастни групи имаат своји болести, односно имаат своји ризици, носат своји ризици за нарушување на здравјето кај една личност. Например, децата и возрастните и старите лица имаат пак и различни специфични ризици, како што се, например, децата кои почесто заболуваат од респираторни заболувања, затоа што не го разбираат концептот за дистанца, во градинките ги делат играчките, се случува да пијат од иста чаша или да употребуваат веќе користен прибор за јадење. Немаат добро стекнати хигиенски навики и преку кашлање и кивање се заразуваат меѓусебно. Младите исто така меѓусебно се пренесуваат инфекции преку размена на облека, шминка, сексуални активности и слично. Кај возрастните се јавува пак и покачен притисок, дијабет, болести поврзани со видот и слично, а пак и кај старите, тие најчесто страдаат од повреди на коските поради остеопороза, остеомалација. Полот и гените ги добиваме во пакет со раѓање, но она што можеме да го смениме е другата група на фактори кои што и текако можеме да ги менуваме и текако можеме да ги минимизираме. Например, внесот на алкохол, пушењето, можеме целосно да ги сврлиме или барем да ги намалиме, исхраната да ја избалансираме и почесто да сме активни, односно 2 до 3 пати во текот на неделата по 30 минути. Ако сите овие здрави навики ние ги користиме, односно ги вметнеме во нашето живење, тогаш и тоа како можеме да влијаеме врз нашето здравје, личното наше здравје и колективното исто така. И секако помалку да го оптеретиме здравствениот систем. Можеме да одиме сега понатаму. Едно од очекувањата беше да видиме како функционира и како организира нашиот здравствен систем. Многу често ние знаеме да кажеме дека ние направивме се, меѓутоа здравството наше не чини. Може би некогаш сме во право, може би треба многу да се работи, да се подобрува нашиот здравствен систем, меѓутоа и тоа како нашиот систем, здравствен систем е многу добро организиран и ние треба да ги следиме, насоките кои што ги добиваме. Треба добро да се едуцираме и треба добро да ги прифатиме сите тие чекори кои што не водат кон едно добро подобрување на нашето здравје. Например, нашиот здравствен систем е организиран на примарно, секундарно и терциерно ниво, односно примарното здравство е она со кое што ние како пациенти најчесто треба да се среќаваме, односно најчесто треба да се обраќаме. И најпрво таму треба да ги бараме одговорите на сите наши здравствени проблеми. Тоа се нашиот матичен лекар, нашиот матичен стоматолог, матичен гинеколог. Тоа се здравствените домови, центрите за јавно здравје. Нашите матични лекари се првата станица каде што ние треба да застанеме, да побараме помош
И се она што сметаат тие дека треба ние како следен чекор да го превземеме во лавиринтите на нашето здравје, ќе не упатат. Дали тоа ќе биде секундарно или терциерно здравство, зависи од каква услуга во моментот ни е потребна или каков здравствен проблем ние сите имаме. Например, во секундарното здравство спаѓаат општите болници, поликлиниките, медицинските центри, специјалните болници во кои што работат специјалисти и субспецијалисти, а понатаму се клиниките кардиохирургија, неврохирургија, онкологија, нуклеарна медицина, значи нешто повисоко, нешто што не може да се решава во примарното или секундарното здравство. Целта на овој здравствен систем, нашиот здравствен систем има многу цели, меѓутоа оние што јас ги издвојав да ги запишам овдека се основни, примарни столбови, односно цели кои што нашиот здравствен систем ги поставува за нас. А тоа е промоција на здравите стилови на живење, правилна и уравнотежена исхрана, оптимален режим на секојдневната физичка активност. Значи ова се едукации кои што ние треба да ги добиеме од овој здравствен систем, односно од неговите инструменти, како што ги спомнав, матичните лекари, стоматолозите, здравствените домови, така натаму, имунизацијата, систематските прегледи, прегледите, лекувањата, рехабилитацијата, сето ова влегува во овој здравствен систем, односно се како негови цели. За ова можеме да зборуваме многу, меѓутоа е многу важно за нас да сватиме дека нашата прва станица е примарното здравство. Примарното ниво на нашиот здравствен систем. Матичните лекари, матичните стоматолози и неколози. Да не ги прескокнуваме, бидејќи секое наше прескокнување на овој степен може да придонесе до оптеретување на овој здравствен систем и да биде на наша штета. Можеме да одиме на следниот слайд. На следниот слайд веќе ја дефинираме здравствената култура. Значи, од се она што досега ние го спомнавме, односно го спомнав во претходните неколку слайдови, можеме овдека да го дефинираме, значи кога знаеме кои се потребите на еден поединец, на една заедница, кои се однесувањата на тие поединци, на таа заедница, и при тоа, ако се обезбедат услови за да се зачува и да се подобри нивното здравје, можеме да дефинираме здравствената култура. Јас во овој момент би побарала помош од некој од дисеминаторите да се пријави да крене раче, за да ми помогне да прочитаме ова дефиниција заедно. Само да видам јас кај се гледаше, кај има рачиња. Дали некој од дисеминаторите е присутен? Јас знам дека е тука присутен. Браво, Охрид! Фала ти, Љубица. Би сакала, Љубица, да те замолам да ја прочиташ ова дефиниција наглас, заедно сите да можеме да ја слушнеме. Во ред. Што представува здравствената култура? Здравствената култура е процес во кој се анализираат здравствените потреби на населението, се дефинираат здравствените проблеми на луѓето во една заедница, се поставуваат приоритетни цели, се планираат средства и методи за постигнување на тие цели и се преземаат соодветни мерки и активности согласно планските определби. Така се гради подобар здравствен систем во кој сите ние активно придонесуваме. Фала ти, Љубица. Вака сега, дали нешто ова дефиниција тебе ти значи? Читајќи ги зборовите поцртани и во различни бои, дали те потсеќа на нешто? Да, ние цело време, да, и во ПХВ и општо во Црвен крст се движиме по истите насоки и правила, затоа што само на таков начин има успешна реализација.
Така. Во крај. Така, значи, оваа дефиниција мене ми е многу слична на она што ние во ПХВ го правиме, затоа побарав еден дисеминатор, бидејќи вие сте тие кои што досега имате изработувано мали проекти и имате давано, бидени сте на опука и знаете како функционира ПХВ, значи и ПХВ е процес каде што се прави, најпрво се прави истражување, па потоа се дефинираат некои проблеми, па потоа се поставуваат цели, се прават планови, односно се планираат активности и на крај сето тоа донесува еден резултат. Колку ние повеќе даваме, толку повеќе нас не се враќа. Колку сме ние подобри пациенти, толку е подобар и здравствениот систем. Што значи сега тоа? Мухамед, можеме да одиме на следниот слайд. Тоа значи дека ние треба навистина да бидеме добри пациенти. Маја спомна пред неколку работилници дека ние имаме право на здравствени услуги, така, меѓутоа имаме обврски и добро е ние да бидеме активни чинители во целиот овај процес, во целата оваа здравствена култура да дадеме свој допринос. Минимум од она што ние треба да го направиме е да знаеме кој е нашиот матичен лекар. Дали сите од вас знаат кој е нивниот матичен лекар? Можете да крените рачи. Одлично. Одлично. Браво. Значи, запознајте го вашиот матичен лекар. И ако немате здравствени проблеми, запознајте го вашиот матичен лекар. Одете на посета кај вашиот матичен лекар. Видите каде се наоѓа. Во секое време бидите свесни каде е неговата ординација. Ако го знаете вашиот матичен лекар, информирајте се кој е негова замена. Бидејќи некогаш вашиот матичен лекар нема да биде на работа, а вие ќе имате потреба да видите здравствена услуга, па ќе мора да се јавите кај некој друг лекар, да не бидете уште тогаш уште повеќе испаничени, научите кој е неговата замена. Секогаш имајте некој близок, некој пријател, роднина, родител кој што ќе ви стои на располагање, односно нема да ви стои тој на располагање, меѓутоа вие ќе бидете спремни, ќе бидете слободни во било која доба да му се јавите за да побарате помош, ако ви е потребна некаква здравствена услуга. Значи, во вашиот именик имајте ги телефоните од вашиот матичен лекар, од неговата замена и од некој ваш близок кој што може да ви помогне кога здравствена услуга ви е потребна. Бројот на брзата помош ви е 194, секогаш е тука, работа 24 часа, 7 дена во неделата, 365 дена во годината, значи секогаш можете да се јавите ако имате некоја итна состојба во која што мора да побарате здравствена услуга. Секогаш треба да знаете каде се наоѓа вашата здравствена легитимација. Зошто е ова важно? Важно е да ја имате вашата здравствена легитимација кога ќе одите на лекар, бидејќи таа не само што ги содржи вашите лични податоци, таа има вакцинален картон, картон од систематски прегледи и здравствена историја, во која што се запишани диагнозите, издадени упати, издадени лекарства. Кога ќе одите на лекар, кога ќе одите на некој специјалистички преглед, можеби ќе заборавите да кажете некој од овие податоци, па кои што се многу важни за моменталната состојба.
здравствена состојба. Доколку лекарот ги има сите овие податоци пред себе, може слободно да види на кој датум какви лекарства ви биле издадени и каде сте биле друго место упатени. Секогаш треба да знаете дали имате хронични болести. Разговарајте со вашите родители. Тие се тука за вас. Тие треба да ви информираат за овие работи, бидејќи за овие хронични болести, бидејќи понекогаш, ако ви се издадат некои лекарства, може да имаат контраиндикација, односно да предизвикуваат влошување на таа здравствена состојба, односно на вашата хронична болест. Бидете свесни и секогаш кажувајте доколку имате присуство на некои алергии. Некои лекарства предизвикуваат алергии. Некои лекарства може да ја влошат состојбата на алергија. Некои лекарства не се даваат кога имате некаква алергија или интолеранција на некој лек или на некаква храна. Добро е да ја знаете и семејната здравствена историја. Тоа е добро да го знаете, односно хроничните заболувања на вашите родители, на вашите семејства, е добро да ги знаете, бидејќи ако некогаш се најдете во ситуација да ви е потребна некаква здравствена услуга, заради некаква здравствена моментална состојба, ако се спомне здравствената историја, ако се кажат хроничните заболувања на вашите родители, многу полесно ќе можат да ја диагностицираат вашата моментална состојба и полесно и побрзо да ве упатат на следни исследувања, на следни испитувања и побрзо да стигнете до диагнозата и побрзо да стигнете до вистинска терапија. Добро е да ја знаете вашата крвна група, меѓутоа и да не ја знаете ако не дај Боже некогаш ви е потребна трансфузија, верувам дека веднаш ќе ви се направи. Она што е многу важно, сите овие работи да не ги знаете, нашиот здравствен систем има електронски систем во кој што може да се влезе до вашите податоци со единствениот матичен број. Јас би сакала да ве прашам, уште еднаш да го кренете вашето раче, ако си го знаете вашиот матичен број. Јас гледам овдека многу кренати рачиња. Супер. Тоа ме радува, бидејќи матичниот број е единствен, ваш број и никој друг не може да го има истиот матичен број како вашиот. Тоа е нешто слично како отпечатоците на вашите прсти. Сега за тие што не го знаат својот матичен број, ево како лесно да го запамтите, да го запомните. Ево го мојот матичен број овдека напишан на екранот. 22.01.979.435 и последните цифри се само мои сопствени. Тие не би сакала да ги споделам со вас, бидејќи матичниот број е нешто што е личен податок и не мора сите да го знаат. Мислам, не мора да го знаеме матичниот број од останатите, меѓутоа сопствениот треба да го знаеме. Значи, како да си го научите вашиот матичен број? Многу едноставно. 22 е датумот на моето раѓање. 01 е месецот на моето раѓање. 979 се последните 3 цифри од годината на раѓањето. Се изоставува, значи, единицата, пошто јас сум родена 1979 година, ако некој е роден 2001 година, например, тогаш би било 001. Ако е некој роден 2021, ќе биде 021. 435 се цифри, овие 3 цифри го означуваат полот и градот од Македонија каде што сум се родила. 435 означува женско дете родено во Охрид. 430 би било машко дете родено во Охрид. 439 ми се чини дека е женско дете родено во Струга и така натаму.
Тоа ќе го научите и го паметите за цел живот и последните 3 цифри се специфични цифри добиени од здравствениот систем. Значи, овие првите неколку цифри лесно можете да ги запамтите. Овај со синото 435 ќе го запамтите кога ќе го научите, кога ќе го прочитате, ќе го запамтите, ќе го научите, ќе го памтите цел живот. И последните 3 бројки ќе треба да ги запамтите и така ќе го добиете вашиот матичен број и лесно можете да го запамтите. Мислам дека е лесно, така? Ме следите? Да. Добро. Ајде да видиме што следи сега на следниот слайд. Ете така. Ајде да видиме колку ние можеме да учествуваме во овој здравствен систем и како ние можеме да си ги решаваме нашите да речам мали згоди и незгоди, кога нешто ќе не боли, кога нешто ќе имаме некој здравствен проблем, како би реагирале. Јас ќе прочитам една ситуација, ќе ве молам сега, рачиња овдека се кренати, затоа што сакате нешто да прашате или се кренати рачињава затоа што се заборавени од преска, најверојатно од преска. Добро, ќе прочитам една ситуација и првиот што ќе крене раче би сакала да ми одговори. На игралиште играте кошарка. Ја подаваа топката, не сте спремни да ја фатите топката, ја пречекувате со прст под прав агол, чувствувате силна болка, не можете да стегнете тупаница, многу ве боли и веќе се појавува оток. Што ќе направите? Марија Трајковска. Јас би отишла дома и би им кажала на моите родители и би отишла на лекар. Би отишла на лекар. Добро. Кај мојот матичен доктор за ми дадат упат за ако биде потребно за така. Одлично. Значи во моментите кога ќе почувствувате болка, која што е неиздржлива, кога ќе почувствувате, кога ќе направите некаква повреда, при која што чувствувате силна болка, чувствувате дека веќе се појавува оток, страшно ве боли, не можете да ги мрдате рацете, нозете или дел од телото, веднаш се јавувате на лекар. Или кај матичниот лекар, или веднаш се јавувате на брза помош. Ми се допадна, ти благодарам Марија, и ми се допадна тоа што ги спомна родителите. Родителите се секогаш тука за вас и тие треба да бидат информирани за секаква ваша повреда или здравствена состојба или секогаш кога ќе ви е потребна некаква здравствена услуга. Добро. Родителите, старателите, нормално тие што се грижат за вас. Мухамед, ајде да видиме втората ситуација. Влегуваш да се тушираш, на ногата забележуваш нешто црно како рапава дамка, пробуваш да го истриеш, но не се вади. Гледаш од поблиску и сваќаш дека тоа е крлеж. Што ќе направиш? Михаела Коцареска. Кацарска, се извинувам. Мојот екран е многу мал и јас многу слабо ги читам овако. Нема проблем. Па најпрво ќе ги известам родителите, затоа што, како што кажавте и во претходната ситуација, треба да бидат секогаш информирани и доколку станува збор за посериозна ситуација, треба да одиме на лекар, за да може крлежот да се извади, бидејќи ако сами го вадиме крлежот, многу ќе настане компликација. Така. Тогаш е најдобро да ги известите вашите родители и заедно со нив да или сами или било како, значи да се упатите на брза помош. Секогаш брзата помош, ако
ако се јавите кај нив, тие ќе ве упатат најверојатно или ќе пробаат таму да го извадат, ако има веќе стручни кои што можат тоа да го направат, ќе проценат самите, или ќе ве упатат на хирургија. Меѓутоа, да се известат вашите родители, старатели, секогаш е првиот чекор кој што треба да го направите, матичниот лекар или брзата помош се вториот чекор кој што треба да го направите. Одиме ситуација број 3. Гледаш филм и чувствуваш како почнува да те боли стомак. Што правиш? После половина час пак те заболува стомакот, се засилува болката расте и така натаму. Мислам дека беше Јована Василевска. Здраво. Здраво. Јас сум Александар Василевски, иначе од ке сестра ми се пуштам бидејќи на телефонов имам слаба батерија. И затоа се уклучувам на лаптопот на сестра ми. На сестра ви, како ви беше вас името, јас испуштив да го слушнам. Александар Василевски. Александар. Повели Александар. Гледаш филм, чувствуваш дека те боли стомакот, болката се засилува. Што ќе направиш? Првично ќе направам со тоа што ќе прекинам да го гледам филмот, ќе го повикам родителот, Добро. да дојде до мене, да дојде покрај мене, да му кажам дека ме боли стомак и после тоа ќе одлучиме ја и родителот дали ќе треба да се оди ке матичниот лекар и дали да се оди на лекар ке матичен доктор за да види и да ме прегледа матичниот доктор и да констатира од што е таа болка на стомак. Така. И доколку треба да ме прати во болница под специјалист на подетално испитување, би отишол. Супер. Фала ти, Александар, ти ги одговори сите последователни чекори. Се надевам дека и другите размислуваат исто. Значи, првин кажуваме на родителот, малце ќе почекаме, родителот најверојатно дека ќе ни свари чајче од нане, можеби ќе се напиеме некое апче, ќе почекаме болката да се смири. Ако болката не се смирува, се јавуваме на матичен лекар. Понатаму матичниот лекар одлучува дали ние ќе се вратиме дома, дали ќе ни препише некакви лекарства, дали ќе не упати некаде друго место и така натаму. Ти благодарам, Александар, ви благодарам на сите. Одиме на следниот слайд. Сите овие ситуации, да речам, горе-долу ни се случиле, нас не се случиле на некој близок и секако дека некои од овие ситуации и ќе ни се случат. Меѓутоа, претпоставувам дека сите некогаш сме кивале, сме имале течење на нос, сме имале болка во грлото. Што треба тогаш да направиме? Треба да направиме, да одмараме. Тоа е многу важно. Да пиеме течности, да јадеме лесна храна, да внесуваме свеж овош и зеленчук, да дишиме свеж воздух, односно или ако е можно да излеземе надвор на тераса или во двор, или на мала кратка прошетка, или ако не сме во можност, многу ни е лошо, можеме да отвориме прозорец и да луфтираме. Да одржуваме нашата лична хигиена. Што не треба да направиме? Значи, никогаш не треба да земаме антибиотици на своја рака. Да го избегнуваме контактот со останатите луѓе, да не бараме помош на Јоци, мислам дека се мјутна. Јас се мјутнав и си зборувам од преска, не знам дока ме слушавте. Почнет антибиотици пак, мислам. Значи да не земаме антибиотици на своја рака, тоа е многу важно. Да избегнуваме контакт со останатите луѓе, да не параме никако помош на Google и да прекиниме да пушиме.
Што мислите? Ако се јавиме на лекар прерано, значи почнува носот да ни тече, имаме кивавица, не боли грлото, малце не грепка, ако се јавиме прерано на лекар, што мислите што може да се случи? Нормално, дека кога ќе стигнеме кај матичниот лекар ќе не прегледа, ќе немаме температура, ќе не испрати дома, ќе ни рече, ќе ни ги даде сите овие совети, ние дали ќе ги слушаме или нема да ги слушаме, не знам, ќе одмараме или нема да одмараме. Ако одмараме е добро, ако не одмараме, значи ако продолжиме да се дружиме со други луѓе, се речеме, бев на лекар, ништо не ми е, ќе излезам на журка, ќе одам на роден ден, ќе спозаразиме еден куп други луѓе. Ако земеме антибиотици на своја рака, тогаш ќе се разболиме уште повеќе и ќе го оптеретиме системот, здравствениот систем, односно ако одиме прерано на лекар, ќе се одиме дома мислејќи дека сме здрави, ќе ни се влоши состојбата и тогаш ќе мора повторно да се вратиме кај матичниот лекар, тој да ни упати на болница, можеби ќе завршиме и на болница, на болничко лекување. Меѓутоа, ако седиме дома и се и наетиме, и ако велиме ништо не ми е, не сакам да одам на лекар, тогаш може да ни се влоши состојбата и тогаш може да завршиме исто така на болничко лекување со многу потешки последици и исто така да го оптеретиме здравствениот систем. Значи, моја препорака е секогаш кога ќе ги чувствувате овие симптоми на настинка, да почекате неколку дена, следејќи ги овие совети. Значи, да одмарате, да пијате течности и да одржувате лична хигиена, да внесувате свеж овош и зеленчук и да дишите свеж воздух. И доколку почнува да ви се влоши состојбата, да се јавите на лекар. Ако имате температура, веднаш да се јавите кај лекар. Одиме на следен слайд. Би сакала сега да пуштиме едно видео.
се надевам дека сте се нашле во ситуација да видите некој кој што не ги мие рацете после тоалет, иако дури сега со пандемијата толку многу се потенцира хигиената на рацете. Но што е позадината во миењето на раце? Зошто треба да ги миеме рацете? Од видеото видовме дека површините може да бидат загадени од урина, од фекалии, од плунка, нечи секрет од уста или од носи сврлени преку кивање, кашлање, смеење, зборување, пеење. Сето тоа содржи микроорганизми кои доколку ги внесеме во нашиот организам може да направат некоја штета, здравствена штета. Може да предизвикуваат заболувања и тоа не е толку страшно ако нашите раце се валкани и се, да речеме, загадени од некоја бактерија. Пострашно е затоа што ние несвесно нашите раце ги допираме, со нашите раце ги допираме нашето лице, нашите очи, нашиот нос, нашата уста и тогаш можеме да се заразиме и тоа како. Тука веќе ги гледаме микроорганизмите, сите овие се вистина уметнички дела на природата. Микроорганизмите се навистина фасцинантни. Навистина има многу микроорганизми, но што всушност тие представуваат? Тие се мали едноклеточни организми, невидливи за човековото око, може да се видат само под микроскоп. Постојат 4 видови на микроорганизми: бактерии, вируси, фунги, квасници. Најмногу знаеме за бактериите и за вирусите. Тие се наоѓаат насекаде околу нас, и во најдлабоките мориња, и во највисоките предели на атмосферата, во земјата, во храната, во пијалоците, на нашето тело, во нашето тело, значи буквално насекаде. Но дали сите микроорганизми се опасни? Не се сите микроорганизми опасни за човекот, напротив, има многу покорисни микроорганизми отколку патогени, односно бактерии кои што предизвикуваат лошо здравје, го влошуваат нашето здравје. Да не се микроорганизмите, нашата храна немаше да биде толку вкусна. Потребни ни се за ферментација на млекото и од млекото да се добие сирење, кашкавал, кисело млеко, јогурт. Потребни ни се за да нарасне тестото, односно квасецот ни помага за да добиеме, за да си направиме кифлички, да си направиме торта. Потребни се бактерии, микроорганизми за да добиеме чоколадо. Замислите свет без чоколадо. Многу луѓе би биле несреќни. Бактериите го разградуваат органското ѓубриво и помагаат во правење на хранлива почва. За тоа зборуваше пред неколку работилници Симон. Микроорганизмите во нашето тело, особено во нашите црева, ја разградуваат храната, произведуваат фолна киселина, B6 и B12 витамини и ги уништуваат патогените бактерии. Бактериите кои што живеат во нашите крајници предизвикуваат, односно произведуваат киселина која што пак го стимулира имунитетот и се бори против лошите бактерии. Многу е корисно да ги негуваме и да ги чуваме овие бактерии, бидејќи тие се како наши домашни миленичиња и тие не штитат. Кога се во оптимален број, тие прават еден штит за нас и ако земаме премногу антибиотици, посебно кога немаме потреба од нив, најчесто на своја рака, тие не само што ги уништуваат лошите бактерии, туку ги уништуваат и добрите бактерии, а без нив нашиот имун систем не може да се бори. Сега, некои бактерии пак и се навистина опасни и тие се многу страшни и предизвикуваат страшни заболувања. Тие испуштаат, кога ќе навлезат во нашето тело, испуштаат токсини, кои што можат да предизвикаат пневмонија, тоа е стрептококус пневмонија, може да предизвикуваат менингитис, тоа е хемофилус инфлуенца, стрептококи во грлото може да предизвика, стрептококно грло може да биде предизвикано од стрептокок А, труење со храна,
односно Ешерихија коли и салмонела се заслужни за тоа и многу други инфекции. Затоа личната хигиена, посебно хигиената на рацете, е многу важна. Нашето тело, има дека една фасцинантна, значи фантастична бројка на бактерии на човековото тело. Значи во нашето и на нашето тело има 100 трилиони бактерии. Дали можете да си ја замислите таа бројка? Не знам ни со колку нули е запишана. Тоа е приближно 10 пати повеќе отколку вкупниот број на клетки од кои што е изградено нашето тело. Значи имаме 10 пати повеќе бактерии во нашето тело отколку клетки. Значи тоа е фантастична бројка. Дали знаете дека има повеќе бактерии отколку звезди во Вселената? На нашето тело има повеќе бактерии отколку звезди. Сега, како што реков, не се сите тие патогени, тие се доброчудни и ние треба да си ги чуваме и негуваме. Сега, како ние си ги пренесуваме бактериите? Тие бактерии ги пренесуваме, значи ги пренесуваме и добрите и лошите бактерии. Мухамед, може ми на следниот слайд, тоа мислам дека ни е последен слайд. Како ги пренесуваме микроорганизмите? Често младите си ги пренесуваат бактериите преку, ајде напишите вие во чет. Ако ви текнува нешто друго, освен ова што го гледаме овдека. Освен преку размена на облека, размена на шминки, размена, односно делење на слушалки, бакнување, сексуални активности, преку делење на шише за вода или чаша за вода, прибор за храна, сладолед исти. Фантастични 80 милиони бактерии се пренесуваат во еден бакнеш за 10 секунди. Дали некој сака да го искоментира ова? Никој? Грозно. Преку пари, да. Користење на иста четка за коса, четка за заби, да. Делење на мастика од уста, сопрегрнување, преку допири на површина, пиење од иста чаша, цевка, размена на чевли, пиење од иста чаша, да. Значи, 80 милиони бактерии се пренесуваат преку еден бакнеш. Но тоа дали тоа значи дека ние треба да престанеме да се бакнуваме? Не. Не значи. Нормално дека не значи. Со бакнувањето паки, иако ги си правиме трансфер на сите овие 8 милиони бактерии, ние го јакнеме всушност нашиот имун систем. Тоа значи дека моите бактерии, дека јас преку бакнувањето добивам нови бактерии кои што пак во исто време предизвикуваат кај мене јакнење на имуниот систем. Го едноставно како мали вакцини му даваат на моето тело за да тој стане уште поотпорен. Во исто време, додека се бакнуваме, кај нас се раѓа она чувство на среќа, на задоволство, кое што исто така го јакне нашиот имун систем. Меѓутоа, внимавајте, стрептококот се пренесува исто така преку бакнување. Така да вие одберете со кого ќе се бакнувате и дали вашето бакнување е пресметан ризик. Јас би имала толку да кажам за ова наша денешна работилница. Би сакала да се вратам, Мухамед, малце на очекувањата.
Нашите очекувања беа, вашите очекувања односно беа да научиме повеќе од областа на медицината. Мислам дека тоа некако го допревме. Што спаѓа во здравство? Мислам дека и тоа го одговоривме. Што значи здравствена култура? Имавме дефиниција која што претходно добро ја образложивме. Колку сме свесни за здравствената култура, користење на лековите, да запознаеме какво е здравството, да дознаеме какво е здравството тука. Мислам дека и тоа го спомнавме. Како да ја промениме нашата здравствена култура? Тоа се факторите кои што влијаат врз нас и она што ние треба да се го научиме за да учествуваме во здравствениот систем како добри пациенти и како да подигнеме свеста за здравствената култура. Што можам јас да направам? Мислам дека ги одговоривме повеќе од овие очекувања. Јас ви благодарам. Доколку имате некое прашање, оставам простор од 2 минутки. Јоци, чинам дека Кико крена рака. Да, сакав да ја потсетам Јоци тоа што се спомна на почеток. Од Добро. телефон. Да, Добро, и уште јас нешто, додека- техничко прашање, и уште нешто сакам пред сите да им честитам празник, престојниот празник Рамазан Бајрам на сите од муслиманска вероисповест. Фала ти, Кико. Ти благодарам многу. Следниот четврток е Рамазан. Ние ќе го славиме на тој начин што ќе бидиме со нашите семејства, односно тие што го слават овој празник, ќе си бидат со своите семејства. Од се срце го честитам тој празник. Посакувам мир, спокој, благосостојба во сечи дом. Ние тој ден, односно во четврток, нема да имаме работилница. Следната работилница ќе ни биде четвртокот после тој четврток. Сега не знам кој датум е точно. 20 мај. 20 мај, Јоци. Така, за тогашната работилница главен и одговорен ќе ни биде еден човек, Мухамед, може да го отвориш следниот слайд. Јас да ви кажам искрено, ми е многу жал, бидејќи за ПХВ дознав многу касно и многу касно се вклучи во ПХВ и немав шанси да бидам дел од ПХВ како младинец. Многу ми е кеф што сум дел од оваа работилница, но би сакала да можев да бидам од претходно. Бидејќи ние од ПХВ секогаш правиме истражувања, јас истражив нешто повеќе за овој човек, дека дека своевремено бил новинар во Радио Скопје, дека бил наставник по македонски јазик, од 1999 година работел во Меѓународен комитет на Црвен крст, но најважно од се е дека Дарко Јорданов е еден од основачите и креаторите на ЦК ПХВ заедно со Херби Елмази и Катерина Џајковска. Следниот, односно не четврток, следниот четврток на 20 мај, Дарко Јорданов ќе зборува за нас на темата основи на меѓународно хуманитарно право. Многу ќе ми биде драго да бидам дел од таа работилница, да го слушам и да го следам. Се надевам дека сите ќе бидете дел од таа работилница. Дали ќе остане 18 часот, не знам, тоа ќе се договориме најверојатно сите заедно, Алекс ќе не извести. Јоци, извини, чинам дека е Мартин Иневски од Кисела вода крена рака. Да, Мартин, повели со твоето прашање. Па, вака не е како прашање, као да кажеме мислење за чајот со нане, што го спомнавте, пиење чајот нане. Повелете. Имав искуство така во Струга, дека имав као мал стомачен вирус, да речем, и ми дадоа чајот нане. После две капки, да речем, после 2 пати што се напив, одма така ми олесна.
Така. Знаете, делува доста добро, така да кој има таков проблем или да го боли стомакот, да нека пие, како што кажавте, чај од нане и готово ќе помине. Многу ми е драго дека си имал такво искуство и дека чајот од нане тебе ти помогнал. Да, се случува и помага, меѓутоа некогаш не се случува и не помага, бидејќи во стомакот се наоѓа дел од внатрешните, односно големиот дел од внатрешните органи и секој орган испраќа поинаква болка до нашето, поинаква информација до нашето тело за болка и мислам дека не секогаш, за жал, чајот од нане е добар, односно помага. Јас би сакала да можеме сите да се лечиме и да превенираме со чаеви, меѓутоа понекогаш навистина се потребни и други насоки кои што ќе ни ги даде баш нашиот матичен лекар или специјалистот каде што ќе не упати. Така да секогаш е добро да се почне со чај од нане, меѓутоа ако не помага, продолжете понатаму по лавиринтите на нашиот здравствен систем, кој тоа како треба да се поправа и тоа како треба да се усовршува, меѓутоа тој го имаме, тој треба да го користиме и треба да бидеме активни чинители во сето тоа. Јоци, ти благодарам и тебе многу. Тука некаде отприлике сме до крајот. Мислам дека имаме уште две работи кои што треба да ги направиме. Мухамед во чет ќе ја прати сега евалуацијата